Почитувани граѓани, и овој месец над 320.000 пензионери пред време ќе ги добијат своите пензии. Од денеска започнува исплатата на пензиите за месец април. За да се овозможи поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот, подигнувањето во експозитурите на банките ќе се реализира во 4 групи. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрла пензијата, со парите можат да располагаат веќе од денеска. Тие можат да ја подигнат пензијата на банкомат или да ги користат средствата за плаќање во трговската мрежа. За пензионерите кои не користат картичка, готовинската исплата на пензиите на шалтерите на банките ќе се одвива во 4 групи според висината на пензијата и тоа. За пензии до 11.000 денари, исплата во понеделник, 27. април. За пензии од 11.001 денар до 14.000 денари, исплата во вторник, 28. април. За пензија од 14.001 денар до 18.000 денари, исплата во среда, 29. април. И за пензии повисоки од 18.001 денар, исплата во четврток, 30. април. И во услови на здравствено-економска криза од глобални размери, исплатата на априлската пензија ќе почне една недела пред 1. мај. Тоа покажува дека пензискиот систем е стабилен, а пензиите на над 320.000 наши сограѓани се сигурни. Одговорните политики што ги презедовме обезбедија намалување на дефицитот и стабилизација на пензискиот фонд и истовремен раст на пензиите. За подсетување, преку одговорните политики, на почетокот на годинава успеавме пензиите да ги зголемиме за 700 денари и сега просечната пензија изнесува 15.500 денари, што е зголемување за над 1.700 денари за само 2,5 години. Нема да дозволиме пензиите да бидат загрозени, ниту да им се одзема на пензионерите преку префрлање на средствата од вториот пензиски фонд, како што предлагаше неодговорната ВМРО-ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, продолжува со реализација на мерки и политики што обезбедуваат побрзо закрепнување на економијата од последиците со коронавирусот. Следува нов пакет мерки со кои ќе им се помогне на сите категории граѓани, погодени од кризата со коронавирусот. Благодарам.